Попушта трпението на тутунарите. Тие денеска го истурија револтот пред владата откако се собраа на протест, револтирани од дадените но неисполнети ветувања. Јавно прашуваат кога ќе се коригира годинешната, како што велат, катастрофална откупна цена на жолтото злато. Незадоволни се од игноранскиот однос од страна на власта. Откупот веќе е во завршна фаза. Што ако се откупени мал број на килограми, веќе ние во наредниот период ќе влеземе во последниот месец од откуп. Тие 20 килограми што стануваат ќе не натераат да ги откупиме во еден месец и ќе се случи надпревар и ќе се случи уште поголем грабеж врз тутунарите, каде што ќе молат само да го предадат, а не по која класа и по која цена. Без никаква заработка пред се. Без никаква заработка. Буквално ќе бидат терени да го дават за по 100 денари. Тутунарите бараат откупот да продолжи но по пристојна цена. Тој нема да запре бидејќи во услови на криза, тоа ќе предизвика уште поголема катастрофа. Тие посочуваат дека имаат уцени и притисоци за да се откажат од денешниот протест, но посочуваат дека нема да потклекнат. Низ Пелагонија и низ останатите тутунски региони во Македонија се случува невиден грабеж, буквално кражба на тутунарите. Се случува осиромашување, се случува доведување буквално до работна гола екзистенција на тутунарите. Доколку продолжи ова што сега се случува, веројатно дека после Великден ние ќе имаме армија сиромашни од 120-30 тутунари. Ние не гледаме живот за сите. Живот само за фотељаши. Апел до медиумите, нема поделеност меѓу тутунарите, него има Министерството направи ујдурма со новиот закон, не оштети нас, не да ни даде приоритет да има подобрување на откупот, него не оштети. Заев ни обеќа дека ќе нема четврта класа, не дека ќе нема. Има, ама тоа владата им го даде тоа право на откупувачите да можат да внесат од надвор тутун со новиот закон. Инаку тутунарите досега не влегува во ниту еден пакет мерки на владата, заради што бараат изголемување на субвенциите, зашто како што велат откупот на тутунот и покрај досегашните преговори со сите фактори, вклучително и со премиерот, и понатаму се одвивал по старата шема. Годинешнава реколта изнесува околу 23.000 тони, од кои досега се продадени близу 7.000. Просечната цена на тутунот изнесува 167 денари. Од владата се свесни за проблемот, но не гледаат причина за радикализација. Дополнителен проблем кој создава притисок е и состојбата на глобалниот пазар, кој среде пандемија резултира со пад на тутунската индустрија од 25 до 30%.